Добар ден, криптоентузијасти, имаме многу битно видео денес, има некои интересни вести, посебно за утрешниот ден, кои што мораме да ги споделиме со вас, затоа што станува збор за информации од многу итен карактер, но нормално со оглед на фактот дека јас го правам ова видео негде околу полноќ во Малта, не верувам дека ќе можам да го пуштам веднаш, така да ќе го имате достапно негде утре околу 2 попладне, нормално ќе може да видите на самото видео во дескрипцијата, нормално и во најавата на YouTube каналот и на Rumble, каде што може да го видите ова видео. Сега, зошто е толку битно ќе поразговараме, но претходно знаете. Само на почеток морам да ги пофалам сите оние кои што учествуваа во прибирањето на овој материјал. Листата е се подолга и се полуда, така да ви благодарам на сите. Значи, Дарко Јошев, Бобан Досев, Илеко Чишки, Христијан Крстевски, Никола Котели, Филип Чолаковски, Маријан Чакаловски, Јован Цветановски, Кристијан Малашев, Сашко Македонски Митковски, Сомсом, Михаил Миш, за прв пат морам да го спомнам, но еден од оние кои што го гледаат нашиот канал уште од почетокот. Знам поради тоа што ги следам оние кои што постојано се тука со лајк и со коментар, значи не може да ги промашите. Слободан Тодоров, Даниел Силјановски и Стефан Николовски. Ви благодарам, момци, посебно оние на врвот на листата, значи на вистина помагате се многу информации и мене ми помагате да можам многу полесно да ги приберам, затоа што знаете и сами, немам 10 очи, а како заедница можеме многу подобро. Вестите се буквално производ на заедницата и гледате дека се повеќе и повеќе и се поквалитетно и поквалитетно можеме да ги обработиме, баш поради тоа што имам пристап до повеќе информации. Колку и да следите, едноставно не може да следите се, така да уште еднаш ви благодарам, момци, навистина многу ми значи тоа што ми помагате. Не е секогаш вести, некогаш и некои интересни смешни клипови доста помагаат за да можеме да ги направиме вестите малку поинтересни. Сепак јас сум на крај тој кој што ги склопува, но нели, битно е да ми помагате за да можам да направам многу поквалитетна материја за вести. Сега, за почеток, значи прво, да, и морам да напоменам, доста смешни работи денеска, така да нели. За оние кои што сакаат малку хумор, денеска ќе биде доста добро видео. Значи, прво и најбитно, мораме да забележиме, за тоа и е толку итно видеото, затоа што имаме две информации кои што се битни за утрешниот ден. Првата е дека government shutdown, знаете и сами, она неодобрување на буџетот за наредната година е одложено до јануари 19, со тоа што е донесено така речено stop gap spending bill. Тоа е уствари документ со кој што моментално ќе се одвојат пари од буџетот со цел да може да продолжи да функционира владата додека не се решат овие конфликтни прашања кои што ги имаат моментално по повод нели така речениот буџет и буџетските нели препирки и трошења. И да не заборавиме, една од главните се помошта за Израел и Украина, посебно за Украина, кои што се обидуваат да ја намалат, па дури и да ја укинат. Значи тоа е сосема друга ситуација за која што ќе разговараме во друго видео, затоа што прекина војната во Украина е многу позитивна вест за пазарот, но не разговараме за тоа денес. Она што треба да го разговараме е дека нема да имаме government shutdown кој што требаше да настапи утре. Потенцијално настапување на government shutdown може да биде кризно за традиционалните пазари кога станува збор за нели хартиите од вредност и овие индекси кои што моментално постојат во хартиите од вредност, но не мораме да се кираме затоа што ова е моментално обегнато до јануари 19. Знаете како мориканците не решаваат проблеми, мориканците само ги клоцаат проблемите подолу, па после ќе се најдеме пак, нели ќе видиме, тоа е проблем за утре, така. Сега, тоа е една од работите за кои што помалку треба да се секираме. А за другата ќе поразговараме малку подоцна, значи постепено, нормално. Втората работа за која што треба да разговараме, која што е многу битна утре, е Bitcoin Spot ETF. Знам дека го бавам секој видео, тоа е реалноста. Кога имаме вакви ситуации, не можеме туку така само да не зборуваме за нив, се разбираме. Исто како кога правев тоа за Палестина и за Блискиот Исток, но кога гледаме дека моментално работите се оладени и гледаме дека за жал и понатаму има многу палестинци мртви, но арапските земји не излегува во пресед на Палестина, не излегува во нејзина заштита и затоа кажав, по такви услови очигледно е дека оваа криза ќе се смири и за жал сите оние невини жртви ќе останат тоа што се жртви на нацистичкиот ционизам на евреите, но тоа е реалноста. Сега, поради оваа причина уште еднаш ќе напоменам, кога имаме некои битни вести, не е дали вие сакате или не. Значи, уште еднаш ќе напоменам, не заборавајте дека материјалот кој што ви го правам не е за забава, материјалот е за профит. А економијата не трпи, ево мене не ми се допаѓа, не морам сега да го гледам или не можам сега па да слушам за Bitcoin Spot ETF. Значи, сакам да ви објаснам дека
Ако јас не би го пренесам тоа, и ако не го контролирам постојано, и ако не го анализирам постојано, прво за себе си, јас ќе промашам кога нешто потенцијално би се случило. Така да поради оваа причина не е дали ви се допаѓаат или не темите, економијата си води свој тек, вие може да ја следите и да пробате да се прилагодите. Ако не ви интересира, она повторно ќе се случи. Се разбираме, значи и да не сакате да знаете ништо околу тоа, она повторно ќе се случи. Сега работата е дали сакате да научите или не, тоа е разликата. Така да, уште еднаш, ако зборуваме повторно за биткоин спот ETF, тоа е само заради тоа што е екстремно битен. Сега, ако се сеќавате на дечко, јас сакам да ви пуштам за почеток едно интересно клипче, затоа што оние кои што чекаат да купат биткоин на 12 до 13.000, па дури и на 3.000, уште чекаат, само да ви подсетам. Things you look for. We saw Terra Luna collapse in crypto. That was a big event, right? So you saw crypto really seeing some of these, but it didn't go to the extent where people started to totally freak out about their crypto holdings. So that tells me crypto still has more downside to go. I think at minimum 12, 13,000 on Bitcoin. I even have a worst case scenario of 3,500, which would mirror the Amazon collapse in the .com era. You know, Ете, значи таа грешка што јас постојано кажувам. Не можете поради некој си стар чарт на некоја си компанија која што во 2000 година направила ваков сличен потек, да очекувате дека истото ќе го направи и моментално криптовалута. Прво не зборуваме за истип на инвестиција, значи компанија и хартија од вредност на компанија е сосема друга ситуација. Овдека зборуваме за најголемата криптовалута. Второ, споредувате чартови од минатото кои што биле во целосно друг економски систем, каде што доларот бил апсолутен крал, каде што Америка била многу постабилна и сега наеднаш имате ваков тип на техничари кои што упорно ви пласираат некои податоци од некое си минато кое што не можеме да очекуваме дека ќе се повтори само заради тоа што него му изгледал сличен чартот. Значи не можеме така да анализираме. Анализирањето, економијата е жива наука и бара постојано да следиме и фундаментална и техничка анализа, или ќе завршиме како ова видео каде што вели, вика господине, го најдовме човекот што ви кажуваше да чекате дека ќе има шанса да купите биткоин на 12.000. Problem. What do you Mr. McNeil, have a problem? What are you doing in the parking lot? You stay here! You stay here with Stephanie! You take me to him! Take me to the son of a bitch! Take me to him! Come on! Go! 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 Where's the son of a bitch? Вика го најдовме човекот што ви кажа дека треба да чекате да купите биткоин на 12.000. Уште чекаат луѓето да купат биткоин на 12.000 и не верувам дека тоа ќе се случи. Значи јас лично го следев ова неколку пати во претходниот bear market, каде што луѓето пропагираат дека ќе оди до $300 и некои такви работи. Значи вака сега. Зошто е толку битно ова моментално? Само на кратко. И за тоа и се насмеав, затоа што едноставно тоа се неговите анализи, нели он беше тој главниот аналитичар кој што кажуваше дека тоа е тоа, сигурно ќе оди до 12-13, па вика дури и 3000 најлошо сценарио. Она што сакам да кажам. DCA е стратегија која што ви дозволува и да сгрешите, а сепак да бидете позитивно поставени за следниот чекор во оваа ситуација на крипто, посебно на биткоин. Зошто е тоа битно? Затоа што DCA, посебно за почетници, прави да можете да на некој начин алоцирате на многу по-малку ризично ниво, затоа што вие практично го намалувате ризикот со тоа што правите во оваа ситуација, алоцирате на неколку падови, така. Значи овдека имаме две битни поенти кои што треба да ги заклучиме. Едната е, значи направете си сопствена анализа и не слушате само еден аналитичар, тоа е многу битно. Другата е, не одете, како што тоа го направи Герет Соловеј, чекам на 12 па тоа ќе купувам. Не. Значи јас купив и во Terra Luna колапсот, купив и во FTX колапсот, купив и кога BlackRock нели објави дека ќе има Bitcoin Spot ETF. Во сите овие корекции јас купував. Сега втората причина која е? Корекција. Значи во овој момент, откако почна пампот, јас немам купено ништо. Јас многу пати го кажувам ова и ќе го кажам повторно, нема логика да бркаме пампови. Зошто? Затоа што после секој памп иде корекција, иде дамп. Тоа е нормално, тоа е начинот на кој што функционира секој економски систем, вклучувајќи го и криптосветот. Така да во оваа ситуација, вториот дел кој што морамо да забележиме што е? Вчерашниот памп кој што го добивме на дневно ниво, и имавме солиден памп, така, беше само одговор на тоа што еден ден претходно,
кога ние добивме позитивен нели податок за инфлацијата во Америка, имавме огромен раст на S&P 500 и Nasdaq, но биткоин не направи раст, затоа што веќе беше премногу високо, така. И во оваа ситуација што направивме? Се вратиме повторно назад во овој канал, погледнете и сами. Значи што направиме? Повторно корекција до долната страна и повторно памп нагоре. Ова беше комбинација од два фактори. Првиот фактор е дека имаме позитивни информации во однос со следниот состојак на Федералната резерва, каде што се очекува дека Федералната резерва конечно ќе се откаже од нови rate hikes. Тоа ни го покажуваат сите, нели, погледнете го видеото од понеделникот, каде што направивме техничка анализа видео, ќе видите кои се сите критериуми поради кои што очекуваме дека Федералната резерва конечно ќе се откаже од следни rate hikes, што е многу битно за покажувањето на вредноста на DXY. И гледајте, моментот кога кажавме дека се очекуваат толку позитивни вести, гледајте што се случи. Значи, DXY падна од 105,6 на 104,1. Тоа е многу голем пат, погледнете. Таков голем пат не сме виделе долго време. Така. Значи тоа моментално е баш поради тоа што, како што ви обяснив во понеделникот, луѓето очекуваат дека ако нема веќе нови rate hikes, нема што да го пумпа DXY нагоре. И тоа е одговорот кој што моментално го добивме, она што ви го кажав, очекувано е да има пат. Затоа што нема, значи Федералната резерва веќе нема изговори зошто и понатаму да продолжи со rate hikes. И еве го тоа, моментално го погледнавме на самиот чарт. Тоа моментално беше одговорот на биткоин во текот на вчерашниот ден, но за жал не успеа да пробие оваа тренд линија, која што знаеме дека е уште во почетокот на овој bear market, од самото дно, погледнете и сами. Значи буквално почнува од самото дно на овој bear market. Е сега, што е битно во оваа ситуација? Оно што јас ви го напоменував уште на самиот почеток. Во моментот кога ние направивме кршење надвор од овој трейдинг рейндж, односно кога ја завршивме лајков акумулацијата, јас ви кажав не купувам, и го повторив тоа многу пати ми пишуваат луѓе, не можам да ви кажам што да правите, јас ви кажам што јас правам. Јас не купував. Зошто? Целиот овој памп да купувате кога коините се екстензирани по 10, 20, 30, 50% како во некои случаите во овој последен момент, е голема грешка затоа што дури да го пропуштите потенцијалното продолжување на пампот нагоре, има многу поголема шанса да купите и потоа да се коригира коинот 50% надолу, затоа што, знаете и сами, веќе е премногу екстензиран биткоин. И утре е последниот ден од ова потенцијално решавање дека може да се одобри биткоин спод ETF, тоа е втората вест, но утре е последниот ден пред да треба да чекаме до 10 јануари. Што значи она што ви го кажав. Првенствено затоа што сме премногу високо, а второ, затоа што имаше страх од потенцијален government shutdown, само што добра информација да такво нешто нема да има. И последното е што? Доколку утре не се одобри биткоин спот ETF, како што кажаа и самите аналитичари од Bloomberg, оние кои што се експерти во биткоин во ETFs, во Exchange Traded Funds, најавија дека утре е последниот ден од потенцијалниот прозор во кој што може да се одобри биткоин пред да треба да се одложи за последните два нели оние кои што се последни во трката, пред да треба да се одложи за сите 12 кандидати во јануари, до 15 јануари. Така да, утре е последниот ден и верувам дека ако не добиеме повторно, значи не можем да знам со сигурност, може би утре ќе добиеме некои позитивни вести. Но ако утре не добиеме вест дека биткоин спот ETF е одобрен, голема веројатност е дека добиеме корекција. Се враќаме на почетокот на поентата која што сакав да ја направам. Не заборавајте дека после секој памп доаѓа корекција. Нас не е потребна корекција, тоа е сосема здрав момент, затоа што успеавме да пробиеме надвор од овој трейдинг рейндж, така да потребна не е корекција која што ќе ги олади индикаторите, а тоа ќе ни дозволи да купиме алткоини по многу пониска цена од онаа која што потенцијално би купиле во таков тип на памп кој што го добивме во претходните 2 недели. Затоа не купувам, значи знаете како? Оние кои што се нови на пазарот, тоа ќе го научат за жал на поболниот начин, но нема друг начин. Значи оној FOMO кога гледате дека се движи се нагоре, мислите дека ќе пропуштите, тоа е една од работите кои што морате да ги поминете и морате да ги научите. Значи сите сме го правеле, тоа јас сум го правил, јас сум бркал пампови, потоа сум чекал корекција од 50%, затоа што сум купил премногу високо, значи на почетокот кога сум го правил тоа пред 4 години, но како и да е. Уште еднаш ќе напоменам, сето ова е школа и сите оние кои што купија во овој памп, кога ќе се коригираат потенцијално коините, дали ќе биде тоа утре или ќе биде после една недела, корекција е неминовна. Но кога тоа ќе се случи, можеме да добиеме солидни падови и тогаш многу од луѓето ќе почнат да на некој начин се осеќаат многу лошо за тоа што бркале FOMO, бркале пампови, но како и да е, тоа е најдобриот начин за учење. И една многу битна работа,
ова видео кој што ми го пратија, навистина многу добро објаснето. Значи сега јас ќе ви го преведам затоа што ова е искусен трговач кој што претходно работел за банките и научил како треба буквално да се тргува во денешно време, затоа што ваш непријател секогаш е институционалните трговци. Не мора да бидат тоа банки, може да бидат и огромни трговски компании како Citadel, може да бидат маркетмейкери, може да биде BlackRock преку нивната маркет менеджмент на зборуваме на фанд менеджмент, така. Значи сите овие институции се вашите непријатели кога тргувате. Така да слушате што има да каже и верувам дека ќе научите доста. There's this big game going on, and they don't know the rules of the game, and most people don't even know that there's a game going, game being played. People that are trading or investing and not successful, maybe they're losing, maybe they're not losing but not making any money. The reason is because they're thinking and trading like a retail trader. Значи, она што ви го кажа на почетокот, ова е игра. Значи, ова движење нагоре и надоле на цените е игра. Значи, да ви биде јасно, луѓе седат и ја играат оваа игра цел живот. Они прават пари и не преживуваат, они живеат багателно поради оваа игра. Односно, што сака да каже на самиот почеток? Значи, има играчи кои што знаат дека има игра, а другите не ни знаат, така? Многу од луѓето викаа, купив леле, падна, готово, тоа ги извади со загуба, не ме интересира, тука завршува. Значи, да се разбереме, ова е игра, и ние моментално се обидуваме да играме. Така, но вели, сите оние кои што губат поради тоа што се ориентирани и се многу да речам, како да кажам, тактиката која што ја прават ритейл секторот. Односно, ритейл секторот се користи како, што би рекле кај нас, топовско месо, се разбираме? Значи, тоа е оној обратен менталитет на ритейл секторот, да купува во FOMO. За жалото дека тоа не го искорените од самите себе си, ќе бидете оние кои што служат за ликвидност. Што тоа значи? Тоа значи дека сите оние кои што купуваа кога ние зборувавме дека треба да се акумулира во овој дел, моментално продаваат, посебно оние кои што се трговци, со цел да направат профит, и потоа кога цените ги се коригираат, ќе купат повторно. Но проблемот е што овдека немаше кој да ви рече купете, така? Значи, немаше FOMO, немаше вести, никој не го пушти ова на мејнстрим медиуми, како Citadel и не знам кои ги имате дома моментално. И тука е проблемот. И сега најден се случува сите оние кои што касно доаѓаат или виделе некоја веспа, викаат дај да купам веднаш, да бидат буквално искористени за ликвидност за оние кои што веќе се многу во профит, па овдека продаваат. И тоа е проблемот со кој што вие се соочувате. Вие моментално продавате на оние кои што сакаат да излезат од пазарот за повторно кога ќе се коригираат пазарите да купат на пониско ниво. Јас тоа не го правам, јас сум инвеститор, затоа што не сакам да платам данок во Малта, но доколку би го правил ово професионално, баш така би го правил. Тоа е реалноста. Значи нема овдека лутиш, така. Некој мора да купи за ти да имаш да продадеш. Така да тоа е реалноста. Вие користите оние кои што дошле касно на пазарот со цел да извадите профит. Така функционира bear и bull market со многу поголема скала. You need to stop, get out of that world and start thinking and trading like an institution. And coming from the trading floor of the Chicago Mercantile Exchange, you see that both groups actually do the opposite. When institutions are aggressively buying, retail is aggressively selling. Ево тој момент. Значи вели, мора да излезете од тој мајндсет и да се фокусирате да бидете како инвестиционен трговец. Како што каже и самиот, он работел на Чикашката берза. Вели, моментално двете групи секогаш работат обратно една од друга. Сега, која е разликата, оно што јас ви го кажував? Оние кои што се искусни на пазарот, ова е само мал пример. Знаат дека овој памп ќе има корекција, че овој памп е неодржлив, не може да продолжи бескрајно, дури и да има позитивни вести, дури и утре да го одобрат биткоин спот ETF, јас пак нема да купувам, се разбираме? Затоа што знам дека ќе има корекција. До сега, оние кои што го следат нашиот канал знаат, затоа што многу пати сме го демонстрирале тоа, затоа што нашите купувања се точно направени со датум и истите се, запишени на нашиот канал. Така да не можеме да лажеме за тоа и може да видите дека сите купувања со исклучок на едно, тоа беше на самиот почеток негде овде, затоа што имавме дојава дека ќе имаме поголема корекција. Сите, значи таму се негде околу 8 или 9 купувања, за да речам голем дел од нашето портфолио беа направена на корекција, односно кога имаме длабоки падови. Тоа е разликата помеѓу ритейл сектор и помеѓу институционални трговци. Институционални трговци се оние кои што знаат како се одвива пазарот и знаат дека секогаш е многу подобро да се купи на корекција отколку да се купи во памп. Тоа ви го кажува и самиот човек и ви вели дека треба да го смените тој мајндсет, а верувам дека многу од вас сега прв пат ќе се изгорите и ќе знаете точно што сака да каже. And vice versa. I mean, the way you make money buying anything, you
buy at wholesale prices and sell at retail prices. That's what an institution does. That's what we do. Identifying specifically on a price chart where institutions are buying and selling. Institutional demand, institutional supply. Значи вели, како се прави најдобар профит? Кога ќе успеете да купите wholesale, уствари се цени кои што се багатела, односно кога купувате, како што вели он самиот, каде што институциите намериле да купат. Односно, вашата работа на чартот е да процените каде ќе биде солидно место откако ќе заврши корекцијата да купите, затоа што тоа е најчесто каде најголемите институции акумулираат. Секој капитално добро, без разлика дали е злато, дали се хартија од вредност, дали е нафта, дали е биткоин, сите имаат своји институционални трговци, некои помали, некои поголеми, и сите имаат таков тип на нивоа, како во оваа ситуација, например, логично би било да очекуваме корекција негде околу 30.000, каде што би очекувале дека на оваа голема, нели, да речам, практично психолошка бариера би имало многу китови кои што би купувале. Од друга страна би било практично и ритест на ова ниво. Само за пример ви го кажувам ова, значи нема да навлегуваме сега во техничка анализа. Идејата е дека, како што кажа Иван самиот, мора да го смените мајндсетот. Значи тоа е многу битно и овој канал се обидува дебело да ве научи на тоа, да не брзате, значи ние не сме во full blown bull market, се уште има време за инвестирање, но мора да бидеме стрпливи и да ги чекаме нашите шанси. Сега повторно, јас не можам да ви кажам кога е тоа, јас можам да ви кажам кога јас купувам. Ако јас ви кажам дека не купувам, ја не можам да ви кажам дали треба или не треба да купувате, само ви кажувам дека јас го правам тоа што он го кажува. Јас се обидувам што можам повеќе да лоцирам од моето портфолио на цени кои што се што може пониски, за разлика од она што го очекувам во следниот bull market. We don't want confirmation. When price is down into a level where we determine banks and institutions are buying, we want to buy it right there. Значи, тоа што го кажува он, нема потреба, јас немам потреба од конформација како дечко. Јас немам потреба, 12 треба да дојде за да купам, пак ќе напоменам, затоа што ќе трчате по него вака. Така, да го најдете каде оти на 12 требало да купите. Сега е моментално 35, само да ги потсетам тие што чекаат до 12 да стасаме. Така да бидете паметни, немате потреба од специјални конформации и да ви го кажат тоа на телевизија или некој трейдер да ви го потврди, направете собствена анализа. Споредете го вашето мислење со различни, да речем, техничари или не знам, фундаментални аналитичари, со цел да добиете една, така речено, целосна слика и купете. Значи, пак, не можам да ви кажам кога и како, но ако веќе се одлучиле да влезете, влезете. Така да на вас останува да продолжите со учење, едуцирање на самите себе си, не само од мојот канал, и од многу други, но најбитната работа која што мораме да ја научиме е да престанеме да се однесуваме како ритейл. Ритейл е топовското месо кое што мора да влезе на пазарот за ние да можеме да направиме пари. Тоа е реалноста, дали вас ви се допаѓа или не, нема тука, значи тоа не е битно. Економијата така функционира. Неуки луѓе мора да влезат, тоа е реалноста, така функционира за жал. Неуки луѓе мора да влезат на пазарот, за жал на крајот кога веќе е премногу касно и сите направиле големи пари, за да може ние да имаме на кого да продадеме. Тоа е реалноста. Така да бидете институција, не бидете ритейл. Тоа е работата која што мораме да ја научиме во овој bull market и да ја направиме како заедница. На крајот од овој bull market, мојата цел е македонците да имаат пари. Тоа е главната цел на каналот. Профит за македонскиот народ. Сега, следна битна работа. Погледнете го. Citibank е една од најголемите банки во светот, топ 15. Пазите, моментално ова е најново, да речем, иако не е нели од вчера, но како анализа на тоа што го очекуваат од 30 март е доста ново. Погледнете што очекуваат во однос на оваа, како сега зборуваме како целосна сфера, така, криптосферата. Значи, само до 2030 се очекува 5 трилиони долари да влезат во CBDC проекти, кои што се матично Ledger технологија, односно самите нели така речено крипто проекти, така. Само што се приват. Сега, кога станува збор за крипто, погледнете што очекува, така. До 2030 година се очекува од 2 до 4 билиони, а имаме вкупно 8, значи отприлика до 50% вкупното население на планетата, да користат секојдневно CBDC, така. Значи, Central Bank Digital Currency, кој што нема дали сакаме или не, ќе ви покажам вести, тоа е завршена работа, само треба да ви известат, уште не ви известиле дека ќе имате дигитален денар, иначе тоа е завршена работа. Од кои вели 50% од оваа бројка се очекува да бидат поврзани со DLT, односно
односно Distributed Ledger Technology, односно да бидат поврзани со крипто проекти. Вели има 3 билиони геймери во светот, од кои што се очекува барем 100 милиони да бидат дел од Web3, кој што ќе биде матично на Ledger технологија до 2025 година, замислите, се очекува. Така. Сега понатаму, нели, ова ќе го разговараме, само нели има различни делови каде што нели се објаснува што се очекува. Во однос на вредност, колку вредност се очекува да влезе, вели вака. Значи 187 трилиони долари има моментално во нефинансиски корпоративни долгови, така. Од кои што се очекува барем 1,9 трилиони да бидат токенизирани до 2030 година. Односно, ваквото токенизирање значи дека оваа количина на пари ќе влезе во Distributed Ledger технологијата. CBDC не може да ги дигитализира, ќе мора да бидат дигитализирани и токенизирани на што? На криптопроекти. Вели, моментално околу 20 трилиони долари се заклучени во недвижности, така, до 2030 се очекува да бидат заклучени. Од кои што 1,5 трилиони ќе бидат токенизирани до 2030. Повторно, тоа е што влез во ваков тип на проекти кои што ќе занимаваат со токенизација на недвижности, она што многу пати сме озборували, така. И сега продолжува понатаму. Private Equity Venture Capital 7 трилиони, од кои 0,7 ќе бидат токенизирани. Сега нели, да не напијеме многу, A-Trade, нели, практично продажба онлайн, 12 трилиони, од кои 1 трилион се очекува да бидат токенизирани, и securities, односно хартија од вредност и колатерал, 42 трилиони, од кои што 0,5 до 1 трилион треба да бидат токенизирани. Само за да ви стане јасно колку е ова големо. Значи целиот маркет кап моментално е негде околу 1,5 трилион, 1 нека биде, 1,5, ма и 2 нека биде, така. Значи овдека ова заедно е барем 3 пати поголемо од моменталниот маркет кап на сите коини, така. Значи ова е само она што се очекува да биде токенизација. А од друга страна не забравяйте дека банката нема да ви каже сигурно точно што очекува, значи ова го остава на што? На самата иднина, затоа што ако ви го каже тоа банката ќе ви каже дека треба да купите крипто. А тоа не може да го направи. Ова се само минимални очекувања, верувам дека со ова се многу потценети очекувања. Дополнително погледнете. Се сеќавате кога ви кажував дека одредени технологии се клучот до она што следува. Погледнете овде што очекуваат они да бидат главните технологии кои што ќе бидат клучот во следниот дел од економијата. Decentralized Identity, да бидеме реални. Decentralized Identity нема да постои, ова е само влажен сон. Значи се ќе биде централизирано, сите го знаеме тоа и ќе ви покажам. Денеска имам докази дека Европа, нели демократската Европа е веќе скоро завршена со нели централизиран идентитет, нема тука дали вие сакате или не. Zero Knowledge Proof. Се сеќавате кога ви кажав дека секој bull market има одредена технологија која што целосно го револуционира целиот крипто свет и му дава следно скалило. Оваа година тоа се Zero Knowledge Proofs. Ако се сеќавате, ова го спомнавме во неколку видеа назад, сега ќе го кажам повторно. Затоа и овие солуции кои што моментално на блокчейните им нудат Zero Knowledge Proofs се тие кои што ќе успеат да се пробијат напред, за разлика од оние кои што нема да развијат оваа технологија. Oracle, почнувајќи од Chainlink, е, како што кажавме, посебен тип на технологија која што го поврзува надворешниот свет и сите информации со блокчейнот, затоа што блокчейнот без да има Oracle е буквално слеп и глув. Нема никаква конекција со надворешниот свет и не може никако да добие или да врати информации назад. Така да Oracles, почнувајќи пак ќе кажам од Chainlink, е клучна технологија и Secure Bridges, знаете зошто? Затоа што мостовите моментално помеѓу блокчейните се единствениот начин на кој што не е единствен, но нели главен начин на кој што можете да трансферирате капитал и информации од еден до друг блокчейн. Моментално интероперабилноста на блокчейни, каде што имаме да речем блокчейни како AVAX, како Cosmos, кои што се обидуваат да решат како проблематика, се главните технологии кои што ако успеат тоа да го направат, ќе можат многу да помогнат прво на себе си за раст, а второ и на самиот блокчейн. Значи, оваа технологија расте. Сега, што е тука многу битно кое што сакам да ви го доловам? Вели, but we believe we're approaching an inflection point where the promised potential of blockchain will be realized and be measured in billions of users and trillions of dollars in value. Вели, веруваме дека се приближуваме на inflection point или точка на целосна промена, на целосен пресврт, каде што потенцијалот кој што е ветен за блокчейн технологијата ќе биде целосно реализиран и ќе биде мерен во билиони корисници и трилиони долари во вредност.
Односно, она што јас постојано ви го кажувам, ние се наоѓаме овде, ние не се наоѓаме ни во early adopter, значи ние се наоѓаме на буквално тех ентузиаст. Значи вкупниот процент на луѓе кои што моментално имаат крипто е 4% во светот. Че имате уште 96% од луѓето во светот кои што не знаат практично што е крипто. Така, значи ние уште не сме стасарени во визионери, така. И ова се технологии кои што ќе го променат светот во неговата суштина комплетно. Че зборуваме за целосно нов финансиски систем, целосно нов систем на зачувување на податоци, онлайн меморија. Значи имате еден тон места каде што ова како технологија може да биде применето. И банките се свесни за тоа. Значи банките беа првите противници, наједнаш изработуваат ваков тип на како да кажам, пак не знам како, труд во кој што кажуваат дека нели кој е потенцијалот на крипто, еве потенцијалот на крипто. Значи ние не сме ни стигнале до првата практично ни 15% од вкупната популација. Така да се наоѓаме доста рано. Тоа треба да ве радува. Значи тоа што моментално го гледате моето видео сега во 2023 година, треба да ве радува дека сме рано со адаптација на крипто секторот, односно се уште има многу пари кои што може да ги направи македонскиот народ и затоа се трудам толку на овој канал. Тоа е поентата. Се наоѓаме рано и ако ова не биде покажано на македонскиот народ, ќе бидеме последни. Значи, за жал, американците ќе бидат првите кои што ќе го видат ова. Или европјаните, или сите овие цивилизирани гомна кои што знаат англиски, за жал. Тоа е реалноста. Така да, ако не го направи ова некој сега за македонците, како и секогаш ќе останеме последни, кога, ете она, што го кажуваме пред малку, кога ќе продаваат оние институции, да ние купиме како последни за да бидеме топовско месо, затоа што историски гледано, секогаш тоа сме биле. Така да треба да го смениме овој терк и се надевам дека мојата работа барем ќе започне да го менува ова, како да кажам, историска грешка на македонскиот народ, секогаш да биде последен. Следна битна работа која што гледаме во однос на големи корпорации, знаете и сами, PayPal е една од најголемите корпорации во светот, која што се занимава со онлайн плаќања и во оваа ситуација знаете дека направија свој стейблкоин PYUSD, со тоа што моментално нели, знаете и сами дека Гери Гангстер се фрли на нив, ги тужи стейблкоин бил security, господе боже, не знам што да кажам, многу пати сме го разговарале ова, но битниот дел каде е? PayPal кажува дека моментално завзема став и вели, ние сме про крипто и тоа посебно стейблкоин и затоа што моменталната технологија е, значи, буквално комплетно подготвена за замена и дека оваа технологија ќе биде онаа која што ќе ја замени. Значи, тоа ја кажува PayPal, Stablecoin Stance и кажува дека се спремни да го бранат ова како одлука и дека ако треба ќе одат на суд и ќе се бора против SEC, но нема да остават PYUSD да биде укинат. Така да ова ви кажува дека ваков тип на корпорации се сигурни во иднината на крипто. Јас како единец кој што не можам, значи немам ни 0,001 па и повеќе од тоа, од капиталот кој што го поседува PayPal. Замислете кога ваква корпорација која што има толку многу да изгуби, ако ја изгуби оваа жалба, застанува, зема став и вели јас ќе го бранам. Значи, пак ќе кажам, не заборавајте, не е ова некоја малецка компанија, ова е PayPal. PayPal е една од најголемите payment провайдери во светот. Ако она застанала да го брани ова како одлука дека PYUSD треба да постои, тоа ви кажува дека на вистина, значи, верува во оваа технологија и верува дека истата ќе биде тоа што моментално сите го гледа, а никој не сака да го каже. Иднината на финансискиот систем. Така да ова е многу добра работа за нас. Сега, нормално ќе се појавуваат ваков тип на значи, фадови. Хамас користат криптоменувачници за да добие фондови од Иран. Добро де, значи во ред. Како што знаете и сами, во се постои негативна страна. Разликата во тоа што овдека не се кажува е дека исто така го искористија Binance со цел да најдат кои се овие новчаници и да ги конфискуваат овие средства. Но тоа не ви го кажуваат. Вас еве ова ќе ви го кажа, тоа е најголемиот проблем. Кога станува збор за ваква технологија, како вас ќе ве натераат да не ја купите? Истите овие ќе ве натераат да не ја купите. Ќе ви речат, не купувајте, гледај, Хамас го користи ова за тероризам, така. А не ви кажуваат дека во исто време другиот дел од оваа вест е дека Binance исто така помогна при практично замрзнување, а потоа и конфискација на средствата кои што се пратени од Иран до Хамас. Тоа не може да се направи со кеш, затоа што кешот не може да биде следен. Ама тоа не ви го кажуваат. Не ви кажуваат дека 70% од криминалот во светот се уште е со кеш.
Тоа не ми го кажуваат. Зошто не го укинат кешот тогаш? Нели, ако тоа е проблем, значи самото крипто е јавна книга, може да ја читате, кој сака може, кој што има соодветни знаења, може да ја следи, има криптоаналитика и може да најде кој на кого што пратил во било кое време и тоа никогаш не може да биде ниту скриено, ниту избришено, освен ако не станува збор за privacy коини. Така да во оваа ситуација со ваков тип на вести ќе се обидуваат да ве убедат дека тоа е лоша работа. И сега повторно, ова е уште една причина. Значи, еве, лоши актери, така. Значи, овој лош актер моментално направил глупости, ама како е поврзано со крипто? Крипто не е направил ништо лошо. А они цело време се обидуваат ова да го закачат на крипто. Дека крипто е виновникот. Значи, понзи шема е понзи шема. Се разбираме? Дали е направено со крипто, дали е направено со злато, дали е направено со кеш, дали е направено со моркови, е понзи шема, така. И во оваа ситуација, ако он направил глупост, тоа не го менува фактот дека технологијата и понатаму безпрекорно функционира. Тоа само ние сме си дозволили да бидеме измамени од, нели, ДТО и сме му ги дале парите на чување и после никој не е крив. Овие се проблемот. Се разбираме? Значи, овие во парламентите. Проблемот е што овие во парламентов не можат да крадат ако сите пари во државата се на јавен леџер. Како ќе крадат? Како ќе плаќаат мито? Како моментално ќе прават инсайдер трейдинг? Значи има еден тон работи кои што овие гомнари во парламентите на сите земји во светот нема да може да ги прават. Затоа нив не им одговара крипто, нив им одговара CBDC. Затоа што тоа е приватен леџер кој што вие нема да може да го видите и во најмала рака сигурно нема да ви дозволат да правите истрага на CBDC, да се разбереме. Тоа може само они да го прават за вас, а вие за нив не можете, така. Додека за разлика од тоа криптотехнологијата е immutable. Не може да биде спречена, не може да биде забранета, не може да биде банирана и е јавна. Што значи дека ако некој од овие гомнари одлучи да даде мито на друг таков гомнар, тоа ќе биде јавно запишано и он нема да може да објасни, затоа што тоа е јавно, тоа е потврдено, технологијата е таква што не може да каже абе некој ова го излажал во моје име го направил, така. Значи, затоа ќе ви кажам, многу ваков фад, очекувајте како се движиме кон следните булмаркети, вакви фадови ќе бидат нормална работа. Ќе се обидуваат да ве убедат дека тоа е лошо, дека тоа само терористи го користат, дека тоа е за криминалци, дека тоа е само за мали земји и неуспешни компании. Не заборавајте дека идејата е да научите како функционира оваа технологија за да не може да ве лажат така. Значи, тоа е многу битно. Следна битна работа. Она што го спомнавме. Официјално денеска на 16 ноември BlackRock направи апликација за биткоин, за Ethereum Spot ETF до SEC. Значи до сега имаше само најави, имаше припреми, нели, го најдоа сето тоа како припрема која што го прави BlackRock, но официјално денеска е поднесена апликацијата за Ethereum Spot ETF до SEC, каде што уште еднаш, верувале или не, Coinbase ќе биде кастади. Значи сите сме изненадени, јас вакво нешто не го очекував, но како и да е, нели, тоа е тоа. Битно е дека се движиме во правилна насока и сега пак се враќаме на уште една дилема. Нема тука дали сакате или не, големите играчи, ако сакате да добиете голем капитал, за жал ќе ги добиете и нив. Тоа е тандем и доаѓа заедно, така да нема профит без ваков тип на говеда да влезат на пазарот. Тоа е реалност. Нема дали сакаме или не. Многу од луѓето сега ќе викаат да Ethereum се продаде, нема дали се продаде или не. Тоа е јавно добро и се тргува. Така да во оваа ситуација, уште еднаш ќе напоменам, преминете преку вашите филозофски препреки за тоа што е правилно, а што не, и тај да влеземе, нели, да направиме профит, затоа што на македонците им требаат пари. Така, значи, доволно е од добрина и од висока свест, значи, време е да направиме пари. И ова е легален начин, ако е легално за BlackRock, легално и за нас, така. И не може никој да ви каже, нели, како и шо. Затоа ако го има шанса, мислам дека треба да ја направи. Уште еднаш да напоменеме, до утре 11 ноември се очекува дека ќе има потенцијално одлучување за овие два ETF-а, но ако тоа не се случи, тоа се очекува да се промени, да се практично презакаже ова за третиот дедлайн, кој што е до негде средината на јануари. Така да во оваа ситуација имате го тоа во предвид, затоа што може да имаме пат на пазарот. Значи, ако утре излезат вести од типот заборавете, одиме на јануари, голема веројатност дека многу од луѓето кои што се веќе во профит ќе го извадат својот профит, психологија на тргување, затоа што веќе нема драйвер, значи нема позитивна фундаментална вест која што и понатаму го бутка пазарот нагоре. Имајте го тоа предвид. И се овде ќе имаме уште една, значи овој Джеймс Сейфард, кој што е еден од на Bloomberg специјалистите за ETF заедно со Ерик Балхунас,
кој што вели дека и понатаму остануваат на истото, дека до 10 јануари се очекува дека 90% шансите да биде одобрен Bitcoin Spot ETF. Односно, ако не добиеме одобрување утре, до 10 јануари има 90% шанса тоа да го добиеме. Мене, ако ме прашувате, корекција е повеќе од потребна, јас имам пари кои што сакам да ги вложам, така да дај нека не го одобруваат утре, да си купиме, не се брзаме нигде, има време до следниот халвинг, секако вака или така нас халвингот ни е главниот индикатор. Сега на главните криптовести, многу битна вест. Ако се сеќавате, Coinbase направи Layer 2 солуција, која што направи растур на пазарот, така, Base, и беше изградена на оптимизам и самиот оптимизам доби многу добар памп за тоа. Така. Сега моментално, со оглед на фактот дека Polygon прави, нели, целосен пресврт кон ZK Rollups, така, и моментално ќе се не ребрендира, туку ќе го промени својот токен во Pol, тоа ќе биде Polygon 2.0. Со таквиот почеток на Polygon, моментално OKX, едно од најголемите менувачници во светот, зборуваме централизирани менувачници, сака да направи ист таков ZK EVM Layer 2 на Polygon. Значи, како што Coinbase тоа го направи со Base Layer 2 на Optimism, сега моментално OKX сака да го направи тоа на Polygon. Со тоа што значи Polygon ќе има така речено нешто слично на Coinbase, на Cosmos. Значи во Cosmos се нарекува Software Development Kit, додека во Polygon се нарекува Chain Development Kit, каде што на ваквата платформа ќе даде начин како да направи Layer 2, кој што ќе биде функционален и дел од екосистемот на Polygon. Зошто е тоа битно? Зошто толку многу успеа да порасне Base кај Coinbase? Затоа што истиот се користеше за се што моментално се случува на самата менувачница, вклучувајќи и потенцијални пилоти, значи нели она initial coin offering така речено. Значи во оваа ситуација очекувам дека истата ситуација ќе биде и со OKX. Со тоа што за разлика сега подобро беше во Base, затоа што се случуваше во Optimism токенот. Односно Base нема свој токен и го користи Optimism со цел да се плаќаат gas fees и за се што моментално треба да се реализира на Base, така. Додека за разлика од тоа OKX има свој токен и ќе го користи својот токен, OKB. Значи ќе го користи OKB токенот за плаќање на fees и за се што е потребно на оние апликации кои што ќе бидат развивани на Layer 2 солуцијата, и Layer 2 солуцијата ќе се нарекува X1. Останува да видиме како се тоа ќе се движи, но мене ако ме прашувате, јас не би купувал OKB, затоа што, значи ова е мое мислење нормално, ќе добие памп, но не заборавајте дека сите овие токени, затоа и немам ни BNB, немам ниту еден од токените, Leo токени и така натаму, кои што се матични на платформите, затоа што тие се стриктно врзани со судбината на платформата. Што и да се случи, тие токени ќе направат дебел пат. Земете го FTT за пример и ќе ви стане јасно што зборувам. Значи, мене не ме интересира таков тип на проекти кои што се директно поврзани со судбината на одредена централизирана менувачница. Голема разлика, затоа што Uniswap сакам да имам Uni токени и ќе ги имам сигурно, но станува збор за децентрализирана менувачница. Во децентрализирана менувачница енормно е помала шансата дека некој бушав, како во оваа ситуација, ќе се појави и ќе направи глупости и тогаш не само што ќе ги изгубите средства, ќе изгубите и инвестираните пари во ваков тип на токен. Така да, децентрализирана менувачница сосема друг муавет, имајте го тоа во предвид и јас лично не би инвестирал во OKB. Јас и понатаму инвестирам во Polygon, затоа што Polygon, што и да се случи на овој Layer 2, и понатаму ќе продолжи да биде Polygon, затоа што Polygon нема директно никаква врска со самата централизирана менувачница, но ќе добие добар бенефит затоа што ова е доста голем обрт на трансакции кои што ќе бидат направени на самиот Polygon блокчейн матично. Значи тоа е многу добра вест за Polygon. Сега, значи, знаете како? Ова не знам како да ви кажам. Джейми Дайман е карикатура на векот. Значи јас немам зборови. Го сметаат за најпаметниот банкер, најнапредниот капиталист на сите времиња. Значи, заради вакви кловнови, јас сум сигурен дека ќе дојде ден кога јас ќе го направам моето богатство на падот на Америка. Значи, смртта на Америка ќе биде еден од главните катализатори на тоа колку големо богатство јас планирам да направам, почнувајќи со вакви капиталисти вошкари како Джейми Дайман. Значи, зошто ви го кажувам ова? За разлика од многумина во светот, кои што за жал веруваат на вакви клошари, јас не верувам. Значи, истиот овој клошар, јас секогаш ќе го покажувам исто од 2017 година. Вели ќе го
отпуштам секој од оние кои што работат во мојата банка, доколку фатам дека поседува или тргува биткоин. Истиот овој вошкар, пред само неполна година, 19 јануари 2023 година, слушнете и гледате што прави во меѓувреме. He mentioned Bitcoin. You said you didn't know what we were talking about. We pretty much always have some crypto conversation with you. I'm just curious because I don't think we've talked to you since. I think all that's been a waste of time, and why you guys waste any breath on it's totally beyond me. Because you did. Значи, ова е еден од моите омилени случувања во светот, Светскиот економски форум, каде што вакви сејандури, кои што се нарекуваат себе си стейкхолдер, затоа што нели они се тие феудалците, главните нели на имотот и они одлучуваат за нас. Сега на ваков тип на состанување, така на овие големци, може да слушнете ваков тип на глупирање, каде што истиот кажува, значи го прашуваат, многу пати ме прашуваме, ќе ја прашаме пак што мислите за биткоин, вика, ја вика, многу пати сум ви кажа дека тоа е пропадната вика идеја, вика, не знам вика зошто воопште трошите здив повторно да ме прашате. Значи слушајте што зборува Моронов. You just think the whole thing just is Going to zero? Going to zero and it's fake? Bitcoin itself is a hyped up fraud. It's a pet rock. You're back to that? Yeah, Really? Of course, yeah. So what do you make then of BlackRock and other firms? Значи биткоин е вика само измама, вика, која што оди до нула, вика, не може да разберам вика зошто уопште да разговарате за тоа. Најголемиот банкар во светот. Што очекувате да ви каже? Купете биткоин? Значи, сакам да ви кажам, она што Ленин го кажа, ќе го кажувам постојано. Значи, капиталистите ќе ви го продадат јажето со кое што ќе ги обесите. Ова е прост пример за тоа. Моментално он со ова ви го продава јажето со кое што еден ден ќе ги обесиме сите вакви банкстери. Значи ви кажува дека треба да купите. Ако ваков гомнар ви кажува дека не треба да го купите, тоа е лошо, ќе ве отпуштам, значи треба да го купите и во следното, значи да го дослушаме и ќе ви покажам што прави позади грб истото во банкстерско гомно. Firms that are investing in infrastructure. No, that's different. Blockchain is a technology ledger system that we use to move information. We've used it to do overnight repo, intraday repo. We're going to use it. We've used it to move money. Right. So that is a ledger. That's a technology ledger type of thing that we think will be deployable. Remember, we've been talking about that for 12 years too, and very little's been done. There's some tokens that I agree with you, but Bitcoin's based on a distributed ledger. Yeah, it has all the characteristics of a store of value. It's immutable. It's scarce. Totally untrue. It's 21 million. Oh yeah, really? How do you know it's going to stop at 21 million? Сега, истото ова говедо, нели, кажува дека технологијата е одлична, ама јавен блокчеин, не дај Боже. Значи, како да ти да гледаш што правам јас на јавен блокчеин, да имаш доказ што ја моментално правам на јавен блокчеин, така? Пампот кој што го доживеавте на Avax доаѓа од Джейми Даймон. Делува ли или не? Значи, верувале или не? Погледнете го ова. Avax, јавен блокчеин, исто како биткоин. Дури некој би рекол, нели, не како биткоин, биткоин е незаменлив, така? Значи, JP Diamond има свој блокчейн и се нарекува Onyx. Тоа е проект кој што работи моментално приватно и е приватно поседуван од самата JP Morgan и работи, значи, со Distributed Ledger само за JP Morgan. Погледнете, моментално Onyx заедно со друга компанија која се нарекува Apollo Global, конекција на Onyx до Avalanche преку Layer 0 протокол. Layer 0 протокол е матичен на Polkadot, знаете и сами, но што стана со, ја не верувам во јавен блокчейн. Биткоин ќе оди до нула. Ако биткоин оди до нула, зошто Avalanche не би одел до нула? Avalanche е јавен проект, така? Еден од најголемите, најдецентрализираните, најдобрите блокчейни, јавни блокчейни. POS, Proof of Stake, не е директно поседуван никого и наеднаш Onyx прави мост до Avalanche. Зошто? Нели не веруваш во ова? Што стана работа? Proof of Concept со кој што моментално JP Morgan Onyx Digital Asset ќе прави токенизирање на Avalanche. Односно ќе користи Avalanche како технологија со цел да прави, пазете за што? Не за било што, значи не е ова за не знам бекап систем кога го фрлаат ѓубрето. Туку токенизирање и водење сметка за сите фондови во JP Morgan. Вели сите моментално и тоа пазете го ова. Портфолио менеджмент. Вели, токенизирање на портфолио менеджмент. Значи тоа е практично дека вашата работа, банката ваша ќе работи на блокчейн. И тоа не на вашиот блокчейн. Зошто не го правите тоа на Onyx? Зошто го правите тоа на Avalanche?
ако нели јавниот блокчейн толку не чини. Затоа, знаете како? Уште една од битните работи кои се обидам да ве научам. Не ги слушате што ќе ви кажат. Гледате што прават. Значи гледате што прават. Така. Исто и овој, исто и Лери Финк, господинот биткоин е перење пари. Сите овие капиталисти се обични драматурзи. Се разбираме? Они се тука актери. Се обидуваат да ви го продадат ова. Затоа што ако ви кажат да купите, нема да можат они да купат по ниска цена. Сите овие драматурзи ќе дојде ден кога ќе ви речат, знаете што, ја ќе ви продавам сега биткоин по цена која што нели јас ќе ја диктирам, затоа што не сте купиле кога сум ви рекол да не купувате, така. Така да имате во тоа предвид. Следна битна работа. Ова е само анализа, значи нели пред да почнеме да се возбудуваме, одреден доста битен техничар, како и да е, очекува многу голем памп на цената на XRP. Зошто е тоа така и тоа многу солидно го објаснува, вели моментално зборуваме за енормна количина на FOMO, покрај тоа што го има сегде. Значи дополнително имате еден куп шортс кои што очекуваат дека нели ќе оди повторно надоле, сакале они или не, тоа нели не е дали они сакаат или не. И сега, го гледате овој дел овдека, моментално ова истото се случува и во денешните денови, а тоа јас го направив на чартот за да можеме полесно да го видиме. Односно вели сега нели ова се конструкции на свеќи кои што не можеме да ги земеме како 100% јасни, но се доста слични. Овие три свеќи кои што ги гледаме овдека моментално се исто како овие три свеќи кои што моментално ги гледаме овдека. Така да според него очекува да имаме ваков тип на свеќе кој што буквално беше значи ова е најголемиот гейнер во 2017 година. XRP е најголемиот гейнер во 2017 година поради оваа свеќа. Во декември 2017 година XRP направи енормен гейн невиден до тогаш во bull market. Зборуваме посебно во 2017 bull market. Така да тоа го очекува он поради тоа што имаме иста таква ситуација на свеќите, но нели не го земајте ова здраво за готово. Значи повторно треба многу фактори да бидат во целата оваа игра, но од делот на FOMO го разбирам. Значи, погледнете, ова е во некоја арапска земја, јас ова претходно ви го покажувам, само чисто да ви стане јасно зашто сакам да кажам. Значи, пазите, арапските земји не туку така ставаат Ripple на ваков тип на објект. Во оваа ситуација имате во средината на Њу Йорк, Ripple, ова е не знам која утакмица, каде да е, не знам, вајде е објаснето. Значи, трибините на овој стадион се исто така со Ripple постојано, нели? Значи, идејата е дека моментално има енормен FOMO за Ripple. На страна тоа што има самиот по себе доста, нели, потреба во светот и си има своја use case, Ripple има енормен FOMO. Само сакам да ве предупредам дека многу често оваа ситуација FOMO е доволно, како што оваа ситуација беше и на Bitcoin пампот, иако немаше реална вест, значи тоа е само очекување дека потенцијално ќе има Bitcoin спотитија. Истото се случи и за XRP. Cardano моментално, ова е многу добра вест, значи Cardano моментално направил developer friendly transparent tool, односно ова е таков тип на софтвер кит како што гледавме на Polygon, како што гледавме на Cosmos, но пазите колку паметно направено. Не на програмски јазик кој што е матичен на крипто, туку на Java. Зошто на Java? Затоа што Java е најпопуларниот програмски јазик во светот. Најголем дел од програмерите во светот користат Java официјално и тоа гледате дека со 10% им бега на вториот и на третиот, кои што се HTML и Python. Значи во оваа ситуација Cardano се обидува да на некој начин да најде начин како криптотехнологијата да ја спои со девелоперите кои што работат надвор од крипто секторот. Во оваа ситуација тоа е доста позитивно и верувам дека ова многу позитивно ќе се одрази на Cardano, затоа што на тој начин вие практично стандардни девелопери кои што не работат на програмски јазици ќе можат да практично градат апликации на Cardano. Ова е многу добро и верувам дека ќе се одрази позитивно во следниот дел. Многу битна вест и многу добра вест за Algorand, верували или не, после долго време. Quantos е посебен тип на, да речем, апликација за плаќање. Пазите сега, пазите. Моментално, холандската влада, холандската централна банка, преку Quantos апликацијата и Algorand, минта EURD и моментално во Холандија ќе бидат користени овие EURD како стейблкоини кои што се своевидно на CBDC, така, кои што ќе бидат користени за целата економија во Холандија, за целата економија и во целата европска економска зона.
Зошто е ова толку битно? Затоа што сите овие коини ќе бидат изминтани на Algorand. Вуала! Моментално, погледнете го. 10, само секунда, да го отворам самиот пост, 10 трилиони евра се изминтани преку Холандската централна банка на Algorand. Вели, probably nothing. Сигурно ништо не е ова, така. Значи ова не е, може да го проверите, како вест ова не е лага, јас го проверив на многу места. Повторно, станува да видиме како се тоа ќе се одрази, но сега за сега ваквата комбинација на практично влада и Централна банка на Холандија со проект како Algorand е многу добра. Затоа што сите овие EURD кои што ќе бидат изминтани, ќе бидат директно на Algorand, што значи дека секој фи, се што се случува, ќе направи бенефит за самиот Algorand блокчейн. Тоа е доста позитивно, Algorand е дел од коините кои што ги имаме и да не забораваме, Algorand е ISO 20022 compliant, кој што верувам дека е една од позитивните карактеристики поради кои што е избран во оваа ситуација да биде и за минтање на EURD. Како и да се нарекува EURD, што и да е. Каспа моментално добива свој фьючерс на Binance, една од причините поради кои што добивме енормен памп. Значи уште еднаш ќе напоменам, Каспа сакам да имам во своето портфолио, верувам во овој проект според тоа што представува, како еден од ретките POW проекти кои што верувам дека имаат солидна иднина, нормално покрај биткоин, но за жал се додека и понатаму продолжува да не престанува да расте. Нема да купам Каспа, уште еднаш да не се враќаме на почетокот на видеото, бидете институции, не бидете ритейл трговци. Значи, верувајте ми, сега повторно, јас не можам да кажам што да правите, јас само ви кажувам дека тоа е мојата одлука и никогаш не купувам коини на памп, колку и да ми се допаѓа проектот. Но тоа е доста позитивна вест, затоа што моментално официјално на Binance не само што беа значи енлистнати, туку и дополнително им се дава значи фьючерс. Тоа е таков тип на надградба, се дава само на коини кои што имаат солидно значење на самата, нели, платформа и кои што веруваат во овој проект. Макдоналдс во Швајцарија моментално дозволува плаќање со биткоин и тоа Lightning Network, како што може да видите. Зошто е ова битно? Макдоналдс е еден од најпознатите брендови во светот. Погледнете. На самиот панел за платење имаше опции дали да плати со картичка или да плати со крипто и ова е практично Bitcoin Lightning Network. Гледате, значи практично го сканира кодот, стандардна работа, го праќа Bitcoin и вуала. Не заборавајте дека Макдоналдс е еден од најголемите брендови во светот и дека масовна адаптација може да настапи само преку ваков тип на апликации или пак во оваа ситуација ритейл, односно купо-продажба, каде што масовно во светот луѓето ќе се соочат со потенцијално користење на оваа технологија за секојдневни работи. Само тогаш ќе има масовна адаптација. Сега, следна битна работа за оние кои што им кажав дека нема бегање CBDC се овде, IMF, Интернационалниот монетарен фонд, џукелите западни, заедно со оваа тетка што е претседател на Централната банка на Европа, моментално во Сингапур велат, пазете, значи се бара глобално да се спремат сите држави за CBDC, затоа што е неминовно. Односно, нема дали сакате или не, ако не развиете свој CBDC проект, ќе заостанете назад. Значи, погледнете, оставете овдека 60%, ако се кевате, ние имаме соодветен CBDC тракер, каде што ви кажува дека 98% од земјите се или во развој, или се во завршна фаза, или се во пилот фаза, значи дека цел свет моментално ви спрема CBDC, нема дали сакате или не. Сега, каде е овдека проблемот? Да погледнеме што има да каже тетка. Whoever is tired of fiat money and is interested in sound money has bitcoins in his wallet. No. Точно, значи сите оние кои што сакаат вистински пари имаат биткоини, немаат потреба од дигитално евро, глупости, што е дигитална тоалетна хартија. No one needs the digital euro except for the ECB and politicians with a different agenda. Ете така, вика, никој нема потреба вика од европското дигитално евро, вика, освен ECB, Европската централна банка и политичарите со собствената агенда, тоа што ја кажав на почетокот. Нив не им одговара јавен леџер.
тетка што моментално зборува Джоана Котар е Deutscher Bundestag, односно ова е парламентот на Германија. Вели, значи, јас не морам, ви го кажува еден од представниците на германскиот Бундестаг, така, дека ова е само начин како елитите и понатаму да останат елити. Затоа што пак ќе напоменам, значи во парламент било кој без разлика дали се политичари, дали се извршна власт, дали се судска власт, нема корупција, нула. Ако се сведе се на јавен леџер, не можете да имате корумпиран систем затоа што не можете да платите мито, така? Namely the total surveillance of citizens. I know, much is promised, data protection. Точно. Значи, ова е главната цел, тоа што ја постојано ја кажувам. Целосен надзор на луѓето. Значи, да ви биде јасно тоа. Значи, се тоа што моментално вас, овде што го кажува она сама, многу е вика ветерно. Data protection, каква заштита, какви глупости. Значи, вие имате леџер кој што е целосно во рацете на политичарите. Да не подсетам уште еднаш. Fiat, тоалетната хартија во боја, е донесена до ваква безвредност поради истите овие луѓе, кои што сега ви велат, дајте ни повторно доверба и ние ќе направиме уште подобар систем за вас. Значи, пак ќе кажам, истите овие џукели кои што ве довеле до ваква сиромаштија, до ваква нестабилност, до вредност на вашите пари да биде еднаква на тоалетна хартија, сега ви велат, сега дајте ни начин како дигитално да имаме целосна контрола над вашите финансиски средства. Everything's secure. No one intends to spy on any. Никој нема на никого да шпионира. Немој да се секирате. Значи, познавајќи ја вашата влада дома во Македонија, познавајќи ја вашата влада, дали вие би верувале на ваков некој морон да излезе сега од СДСШ или од ДПНЕ и да ви каже нема шанси да ја шпионираме? Само за народот. Anyone. This is as credible as the promises made during the euro introduction, no bailout 3% rule, prohibition of monetary state financing. Now the ECB does nothing else and the Maastricht Treaty is waste paper. Значи, она што сака да го каже сега повторно нема врска со нас директно затоа што ние не сме практично ни дел од сето тоа. Сака да каже дека сето она што го лажеле во времето на интеграција на еврото како платежна валута на целата европска економска заедница, се буквално лаги, дека ништо тоа не било исполнето. Што нема да биде ништо поинаку, верувајте ми. Поентата е да ве натера, кога ќе ве натераат веќе нема враќање и они тоа го знаат. И затоа ќе ви ветат, значи, што велат кај нас, брда и планини, така? Today, the ECB promises top data protection for the digital euro, and tomorrow every transaction will be monitored, citizen fully transparent. Тоа е тоа што ја кажувам. Ќе има заштита, да, но знаете од кого? Од другите граѓани. Додека они имаат целосен надзор и целосна контрола над сите ваши финансиски средства. Ова е главниот непријател. Значи, тоа е што постојано се обидам да ја кажам, додека ние се расправаме помеѓу нас, водиме војни помеѓу нас, тоа ни го спремаат. Целосна контрола над вашите финансиски средства, затоа што вашите дигитални пари ќе бидат во собственост на државата. Значи, кешот сега моментално треба да ве убијат за да ви го земат. Тогаш нема да има ни потреба, само ќе ви го запрат. In China, people are controlled with digital central bank money. Those who comply with the state have access to money. Those who don't do that, unfortunately, had bad luck. So, Вели, во Кина веќе се спроведува тоа што ние веќе го разговаравме назад, така? Social scoring, се сеќавате? Каде што доколку сте против владата и јадете гомна против владата, како во мојот случај имате проблем со владата, тогаш вашите средства нема да ви бидат достапни, ако се ваши. И они ќе го изведат тоа како во оваа ситуација затоа што сте како би го нарекол тоа, граѓанин кој што прави проблеми, така? Значи не сте во склоп со нашите норми и барања за еден нормален граѓанин. Да ќути и да трпи, така? social scoring is what it's called, with the digital euro easily possible. Точно, значи со дигиталното евро, они може само да ви прават филмови дека тоа само комунизам го има и дека Кина е нели дека тоа е тоталитарен систем и дека само таму се прави многу лесно. Значи потребно е само 2 клика и вие сте дел од тоталитарен систем. Like state control. Book another flight, CO2 budget depleted, donating to inconvenient orgs. Impossible. Убаво ви кажува. Значи не мора тоа да ви го направат како во Кина. Не може да купите уште еден лет затоа што премногу сте потрошиле и сте го загадиле воздухот. Се сеќавате? Оние карбон кредити. Сакате да донирате на одредена организација која што не работи во склоп на оно што го бара владата. Не може да донирате, значи не ви дозволуваме. Тоа е несоодветна организација, така? Dining out unvaccinated in a pandemic, the funds will not be released.
Многу едноставно, може во било кое време да ги забранат. И уште еднаш ќе ве потсетам на камионџиите во Канада. Ако може тоа да го направат на нивните банкарски сметки само заради тоа што беа протестираа против она вакцинирање како да сме стока, замислете што може да ви направат ако нема потреба од судски налог. Туку директно ќе поседуваат вашите средства и во било кое време може да ги замрзнат. A digital nightmare. And that is the reason why we do not require a binding vote on how. Don't need the full digital euro. That's what the federal government must aim for. Thank you so much. Ете така. И за да ви биде јасно дека тоа навистина доаѓа, го имаме и ова клипче овдека, кој што ќе ви го покажам само за еден момент, но пред да стигнеме таму, моментално пак имаме алтернатива. Значи сега затоа што знаете дека целиот овој CBDC систем ќе биде директно поврзан со SWIFT, нормално нели? Западната цивилизација, градината си има свој систем. Моментално Кина и Обединетите арапски емирати работат на посебен систем кој што ќе биде матичен само за БРИКС. Нормално, очекувано, значи ете, уште еднаш другата страна се јави, затоа што во ваков тип на дигитална средина многу полесно ќе биде да се применат санкции, многу полесно ќе биде да бидат замрзнати средства на индивидуалци, на компании и на држави. Така да во оваа ситуација, значи самиот БРИКС веќе се спрема да има алтернатива на SWIFT, во кој што сите овие собствени CBDC кои што ги поседуваат ќе функционира на источната хемисфера, така речено, или оној глобален југ, како што го нарекуваат, така да гледаме дека веќе има раздор. Така, сега, зошто е ова битно? Јас постојано се вракам на истата ситуација. Што треба да заклучиме од целата оваа ситуација? Нас не ни е битно дали ќе победи западниот CBDC или источниот CBDC. Не ни е битно дали ќе победи доларот или пак, не знам, БРИКС, БАКС или што и да има. Така, значи, што не е нас битно? Еве да го слушнеме и Rich Dad Poor Dad и потоа ќе направиме уште еден заклучок повторно, што постојано се појавува во нашиот канал. Само момент. Starting now. You're going to see the biggest crashes happening right now. So that's good for me because the price of gold and Зборува за Америка, дека ќе има падови, дека ќе има многу лоши ситуации во економијата, вели но тоа е добро за мене затоа што јас поседувам злато и сребро и златни и сребрни рудници. silver go up. So this time I went to the slums of Mumbai. What shocks most people is America never had slums like that. Значи, тоа е она што американците го гледале само на филмови, нели, дека има ваков тип на гета, како во Мумбај, но вели вика, американците се шокирани затоа што они никогаш немале таков тип на гето, а сега моментално се појавуваат, така. Today slums are everywhere across America. The slums of Mumbai are spreading across America. So the big shift, it's Russia, China versus America. Значи, повторно се враќаме на истата тематика. Русија и Кина против Америка. Значи, тоа е реалноста, се случува. Сега, каде е нашето место во сето ова? Europe. The Chinese are threatening to shift the yuan to gold. And if they do that, US dollar collapses. Значи, она што моментално се кажува постојано. Јас не верувам дека ќе биде јуенот, дека ќе го променат во злато, туку верувам дека тоа ќе биде БРИКС валутата која и да е, затоа што гледаме дека веќе е подготвена. И вели, кога тоа ќе се случи, вика, доларот нормално ќе престане да постои. Зошто? Затоа што е тоалетна хартија во боја. И тоа он го кажува јавно, човек што е многу попочитуван од мене. Така, но повторно, каде е заклучокот од сето ова? Значи, до крајот и ќе го објавиме. If that happens, America goes. So that's why I've been saying this is trash. It's commodities, silver and gold. So being a capitalist, Значи, како што кажав и јас, значи, станува збор за тоалетна хартија во боја или он го нарекува ѓубре. Значи, вели, единствениот излез вие во комодитис, односно ресурси или злато и сребро. Сега, јас овдека, уште една многу битна работа, која ќе ја напоменам, е дека не се само злато и сребро, туку дека се и криптовалутите, затоа што се независни. Тоа што постојано го кажуваме, сите овие капиталисти предвидуваат, едните ќе тепаат, другите ќе тепаат, како ќе заврши се тоа не е битно. Битно е да го имате тоа што ќе биде потребно на двете страни, како и да заврши ова. Така, значи уште еднаш ви го покажувам тоа дека сите овие сили кои што моментално се мерат низ светот, на крајот од денот ќе имаат потреба од тоа што моментално го поседуваме ние, тоа се криптовалутите. Така да бидете паметни и бидете во средина. Немаме потреба да завземаме ни една ни друга страна, ниту едната ниту другата страна не направила ништо добро за нас. Значи, ниту Кина и Русија, ниту Америка и Европа. Никој никогаш не мислел добро на македонците. И ова е уште една причина да бидете во средина и да искористите што и да се случи, да бидете во позитива. Значи, тоа е она што јас го мислам, нормално останува на вас да размислите. Казахстан веќе го лансира својот CBDC и веќе се направени првите трансакции успешно. Значи, гледате,
понатаму се движи. Значи тоа е тоа, се движиме натаму, нема дали сакаме или не. Само сакам да ви го напоменам тоа дека на вистина се движиме кон тој правец. Сега, каде е проблемот што на почетокот оваа тетка ви окажуваше во Бундестагот во Германија? Вели, Европската унија го финализира овај агримент, но може да се нарече законодавство, со кое што вашите новчаници, во кои што ќе држите дигитални валути, зборуваме CBDC, дигитално евро, ќе бидат директно поврзани со вашата дигитална идентификација. Овде е проблемот што јас ви го кажувам цело време. Тоа што она ви го спомна, тука е проблемот. Што значи дека вие со оваа дигитална идентификација единствениот начин до кој што може да дојдете до сопствените пари. И сега овде као они тоа се обидуваат да ви го објаснат, пазете се што вели. We did it. With the European Digital Identity Wallet, all European citizens will be able to have a secure e-identity for their lifetime. Значи сега моментално тоа ви го пласираат како победа. Дека ќе имате сигурност, дека само вие ќе имате пристап до вашите пари. Само вие и вашата влада. Толку ќе ви кажам. Значи со ова вас ве врзуваат дека не може да имате никако пристап до средства, освен ако не се идентификувате. Односно мора да покажете дека сте тоа вие. Уште еднаш. Значи само вака поврзете го. Вие сте моментално во продавница и сакате да си купите леп. Пред само половина час сте биле изнервиран поради нешто што се случило во државата и сте напишале негативен коментар за вашата влада. Сега наеднаш сте идентификуван, вашиот social score е намален и моментално продавачката ви вика: јас се извинувам, но вие немате средства на вашиот новчаник. Затоа што некој ве казнил или ви ги запрал или ви ги замрзнал, затоа што веќе сте искоментирали нешто негативно за владата. Значи што ќе напоменам, немој да се секирате. Само вие и вашата влада имате пристап до вашите средства. Дали е тоа случај со биткоин, дали е тоа случај со било која криптовалута. Затоа моите пари 99% од истите се во крипто. Држам доволно пари да платам кирија, да платам сметки и да имам за да јадам и да пијам. Така. И нормално кога треба да испадам. Се друго е во крипто поради оваа причина. Не ми треба ни дигитална идентификација, не ми треба ни парите да ми стојат во банкарска сметка. Уште не знам, некој чиче ми викаше последниот пат: "Абе зошто не си отвориш пензиска сметка?" Викам: Ти ќе бидеш заложен за моите средства." Он се смее и ми вика: "Да, ворете му," викам. "Нема потреба." Значи, нели, чисто да ви кажам како тоа изгледа. Значи, банка да биде задолжена за моите финансиски средства. Тоа треба да не сум при памет. Јас со банка немам земено еден денар во целиот мој живот. Никогаш, ниту еднаш во својот живот не сум бил задолжен, не сум платил рата на банка и парите кои сум ги добил во банка, сум ги вадил колку што можам побрзо, затоа што на банки верувам, колку што верувам на СДСШ. И кога станува збор за да видите каде се тоа, сеќавате за AID, така, дека нема да има потреба дури ни од полиција на граница. Погледнете како функционира тоа. I'm in the Cancun airport. No more need for customs officials anymore. All machines and AI only. Нема полиција, нема никаков тип на идентификација, значи немате потреба да поминувате преку пасошка контрола. Погледнете како функционира во Америка. Tell me what you think about this. All right, so we got these little horse pins here. Let's stand here like cattle. Let's wait for this thing to... Gates open. Now I'm officially trapped in here until I get my photo taken. So check this out. Needs me to take a photo of my face. Alright, so you saw it. Ете така. Сега, знаете како? Кога има некој полицаец, таму ви може да разговарате со него, може да му објасните што се случува, како се случува. Што ќе направите, кажете ми вие, ако оваа машина ви покаже црвено и ви вели немате право да влезете во државата. На кого ќе се жалите во тој случај? Само толку би ве прашал. Од друга страна, вака нема да биде само на аеродроми, вака ќе биде низ целиот свет. Вака ќе биде и кога ќе влегувате во продавница, се ќе да ви го покажат тоа, каде што мора со AID да поминете за да влезете во обична продавница. Имајте сега во превиду, сега ќе напоменам, како би изгледало тоа кога вие би биле против владата, а треба да влезете и да... Доволно е нема да се вратите дома. Чи доволно е да ви го укинат државјанството и кога ќе дојдете на македонскиот аеродром, Александар Македонски, да, Александар Македонски за мене се вика аеродромот, само ќе ви каже немате право на влез во вашата земја. Ова е интересна работа, пред да направиме, да речем, заклучни некои интересни, има 2-3 слайда, каде што имаме техничка анализа, нешто интересно од други техничари, како и една многу интересна вест во однос на ова. Значи, прво,
Од 2020 година, 10 август, до сега, ако мериме колку би биле во профит, доколку би инвестирале во биткоин и во злато, моментално би биле минус 3% во злато и 214% плюс во биткоин, затоа што нели ова е кога MicroStrategy почна да инвестира. Сега, зошто е ова толку интересно? Затоа што нели златото се смета како зачувување на вредност. Разликата е во тоа што златото навистина ја зачува вашата вредност, но само ја зачувува, така. Додека за разлика од тоа ќе сте биле многу во профит со биткоин, а нормално знаеме и сите дека многу повеќе од луѓето ќе влезат во злато секако. Сега, пред да завршиме една многу битна работа, значи ако се сеќавате на самиот почеток, 159 дена до следниот халвинг. Зошто е тоа битно? Постојано кажувам. Халвингот е главниот драйвер на она што ние моментално го следиме, а тоа е 4 годишниот циклус. Знаете и сами уште од самиот почеток на овој канал, фиксно сме фокусирани на самиот халвинг циклус, кој што, за да знаете како тоа изгледа, 2012 година, после самиот халвинг, значи цената на биткоин на халвингот е $182, после една година е 510. 2016 година, цената на биткоин на самиот халвинг е 661, после една година е 2600. 2020 година на последниот халвинг, цената беше 8600 и достигна 5800 после само една година. Уште 158 дена до следниот халвинг. Значи, немој да спиете, затоа што нема да ве чека, со сигурност, значи, од целата оваа ситуација. Само бидете паметни, користете оној материјал кој што ние сме го обезбедили, сме го направиле за вас и уште еднаш ќе напоменам, немој да спиете. Wake up. Everything. Okay. This is your wake up call. It's nothing. Wake up. Everything. Okay. This is your wake up call. Ете така. Значи, оние кои што спијат и чекаат или цената да дојде до 12.000 или цената да дојде до 60.000 за да купат, значи како гериатрија Џо во оваа ситуација, ќе се разбудат и ќе го пропуштат целиот овој бул маркет, затоа е многу битно да продолжиме со работа, затоа постојано работам на овој канал со цел да не бидеме гериатрија Џо. Ако ви недостасуваше, ќе ви го пуштам уште еднаш. Значи, човекот кој што е заложен за добри 40% од нуклеарниот арсенал во светот, моментално заспа на среде вести. Nothing. Wake up. Everything. Okay. This is your wake up call. Значи не може да се собера човече во каналов гериатрија Џо рчи, брате, среде вести. Не се секирате во сигурни раце сте. Уште еднаш ќе напоменам, 40% од нуклеарните оружја во светот се во раце на гериатрија Џо. Значи Америка има многу јака иднина и јас сум уверен во тоа. Дедо Мраз уште еднаш се близи, значи нова година ќе те замолам, уште еден цел мандат за гериатрија Џо. Ке те замолам, значи да управиме планетава, само така можеме да управиме, само ако гериатрија Џо остане да биде уште еднаш председател. И нормално за крај само уште неколку интересни чартови, значи моментално можеме да видиме дека во секој bear market, ова е интересно, сега само не знам од кого е направено, за жал не можам да видам овдека, најчесто оставаат на своите анализи, но овдека нема. Значи погледнете дека има така речено неклайн, на моментот пред да продолжи нагоре кон следниот bull market, со тоа што гледаме дека најчесто овој неклайн е своевидно, гледате, испочитуван од овие дна и врвови локални, така. Овдека исто, значи самиот неклайн е овој неуспешен бул во 2019 година, потоа имаме еден ритест и успешно пробивање нагоре. Овдека исто така, значи овие два, она што ви кажам, на 31 до 33.000 долари е буквално овој неклайн кој што ние го разговараме, само што официјално не сме го нарекле неклайн. Иначе тоа кореспондира со што? Со моментално овие два ритеста, кои што така речено се самиот Wyckoff акумулација и моментално имаме пробив, она што гледаме дека и другите техничари го нашле и што ние го разборувавме. Во оваа ситуација овдека е истото применето како триаголник, односно знаете и сами, пробивање на ваков триаголник практично својствено покажува следен bull market, што е очекувано и гледаме дека истото тоа се случило и во 2017 година, со тоа што имаме уште една мала корекција до самата горна линија на овој триаголник. Сега, зошто ја велам тоа? Значи погледнете. Каде е ритестот кој што јас го зборував на почетокот? Значи оваа анализа ви го покажува истото. Ритестот би бил негде околу 31 до 32.000, односно ритест на овие така речено три опорни точки кои што претходно не успеале да пробијат. Така да, она што ви го кажував, гледате дека и други техничари го очекуваат, тие се оние зони каде што очекуваме поголеми
да речем, китови да акумулираат, па затоа и јас чекам така речено корекција. До таму нормално, не мора да значи дека ќе се случи, но битно е и понатаму да го следиме пазарот и да ги имаме овие точки. И за крај, наш Кико беше на имаме така наречено Сигма, да речем фестивал или како и да го наречем експо, каде што многу од луѓето кои што работат со програмирање доаѓаат, значи станува збор за гейминг и тоа претежно за казина, но гледаме дека се повеќе крипто се пробива, па така и Кико ни прати две слики, од кога ова е првата, значи PB, така нешто, кое што гледаме дека моментално, значи во гейминг индустријата за коцкање во казината, моментално се така речено пробива крипто и за крај, нели, ова се препоставува модели кои што рекламираат очигледно биткоин и некаков си coin payments, како и да е, но гледаме дека Кико има доста интересен момент во Сигма. За жал јас не успеав да бидам дел од Сигма, затоа што сите овие сигмаджи после доаѓаат кај мене во хотел и ја морам да ги чувам, значи моментално сум бейбиситер на сите од Сигма, така да затоа и не успеав да ја посетам, но како и да е, гледаме дека Кико имал доста интересен момент и се враќаме уште еднаш на крај, значи 159 дена од следниот халвинг, Гемиџија е овде да направи едукација за вас. Значи, работата е конечно да ги ставиме македонците да бидат пред сите, барем ако ништо друго на Балканот. И јас ќе дадам се од себе да не бидам нормално единствениот извор за тоа, но барем да допринесам колку што можам повеќе за нашата македонска нација конечно да се најде во стабилни финансиски раце, односно собствените, за да научи што е тоа финансиска слобода. Така да ви благодарам за целата поддршка и благодарам на сите оние кои што помогнаа во креирањето на овие вести. Уште еднаш ќе напоменам, тоа се овие луѓе и нормално како заедница гледате дека можеме да постигнеме многу повеќе, значи а ние ќе бидеме верувам доказ на крајот на следниот бул маркет дека на вистина заедницата може да направи многу повеќе за сите како дел. Така, нормално за крај like, share, subscribe, знаете и сами, за нашата работа не бараме никаква наплата, не наплакаме ништо околу сето ова. Единствено што бараме од вас е како македонци, доколку го познавате други македонци кои што сакаат да научат нешто повеќе за криптосферата, да го предложите нашиот материјал и нашиот канал со цел истите да можат повеќе да се запознаат со крипто. Дополнително, како што кажеме, like, share, subscribe помага и на самиот YouTube и на Rumble каналот да ги споделуваат нашите нормално видеа. Дополнително следете и нашите социјални мрежи, затоа што на секој од нашите видеа имате социјални мрежи каде што уште повеќе информации, нели, доставуваме до вас во дескрипцијата на секое видео, може да ги најдете и да ги заследите. И за крај, знаете и сами, планираме една многу интересна акција, добротворна од целата заедница, со сите овие донации кои што досега ни ги пративте на блокчейн адресите кои што ги имате во дескрипцијата на видеата, како и на Buy Me a Coffee апликацијата кој што исто така може да најдете таму. И доколку сакате да не наградите за нашата работа, тоа направете го таму, а ние сето тоа ќе го искористиме со цел да помогнеме дома во Македонија на оние помалку срекните, за почеток оние бездомните кои што имаат потреба од топол оброк, а понатаму ќе видиме и некоја друга интересна солуција. За сега тоа е нешто што сакам да го направам за сите нас како заедница. Затоа ви благодарам на поддршката уште еднаш, се надам дека уживате во нашата работа. Продолжуваме и понатаму и поздрав до следното видео од Крипто Гемиџи.